Шеста година поред Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија во соработка со подрачните одделенија во земјата го реализира проектот Отворено со катастарот. Во рамки на акцијата граѓаните имаат можност за директни средби со стручните тимови на агенцијата со цел решавање на нивните проблеми од областа на катастарот. На 9 април, според агендата за овој месец, директорот на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, господинот Славе Трпески, го посети подрачното одделение на катастарот во Крива Паланка, каде заедно со раководителот на одделението Тања Николовска и останатите стручни лица од општината ги упатија граѓаните за тоа како да ги разрешат своите проблеми со кои се соочуваат. Разговараме со господин Славе Трпески, директор на Агенцијата на катастарот за недвижности на Република Македонија. Господине Трпески, го имплементирате проектот Отворено со катастарот. Колку време во агенцијата и што опфаќа проектот? Да, ова е шеста година поред како Агенцијата за катастар на недвижности ги спроведува и отворени денови за катастар. Еве денеска, во текот на денешниот ден сме тука во Крива Паланка да ги сослушаме граѓаните, да видиме какви проблеми се има во Крива Паланка од аспект на катастарот. Значи, шеста година поред, со еден термински план, агенцијата ги отвара своите врати за сите проблеми, граѓаните ги покануваме сите да доаѓаат, да истакнат своите проблеми и да видиме во рамки на можностите и надлежностите на Агенцијата за катастар да ги решиме истите. Најактуелен и незанемарлив периодов, како што истакна и директорот на агенцијата, е проблемот со интабулационите книги превземени од судовите, во кои се запишани хипотеките на имотите на граѓаните, впишани како залог при земање кредит во банка. Но она што се јавува како пречка во целокупниот процес се неизбришаните хипотеки, вкупно 2200 случаи од Крива Паланка, па истите од страна на катастарските служби се упатени на доставување документација за нивно отпишување. Дали имавте можност да слушнете дел од проблемите на кривопаланчани? Да, апсолутно. Генерално во овие 6 години различна беше и тематиката во која што граѓаните се обраќаа. Ако во текот на 2006-та, 2007-та година, 2008-та главни проблеми беа зошто не ми е решен предметот, значи имаше катастарот многу нерешени предмети. Веќе наредните години проблемите беа во делот на запишувањето на правата, катастарот спроведена масовна операција на запишување во катастарот на недвижностите. За последниве година-две да биде веќе во делот на легализацијата на дивите градби, исто така и во делот на приватизацијата на градежно земјиште. Ова година секако имав можност да ги сослушам граѓаните во Крива Паланка. Главен проблем овде во Крива Паланка се интабулационите книги, односно акцијата која што агенцијата согласно Законот за катастар на недвижности, интабулационите книги од судовите ги префрли во имотните листови. Имено зашто се работи уште во текот на 2008 година, Агенцијата за катастар на недвижности ги презема интабулационите книги во кои што се водеа тогаш хипотеките од страна на судовите. Исто како и во цела Македонија, така и во Крива Паланка се преземаат тие книги и до заклучно до минатата година истите се водеа во хартиена форма. Согласно измените на Законот за катастар на недвижности од јуни минатата година, агенцијата беше должна заклучно со 31 декември ланската година сите интабулациони книги да ги префрли во имотните листови, на тој начин да се има една заедничка евиденција. Овде во Крива Паланка беа префрлени преку 2200 интабулации, очито дека граѓаните не биле информирани, не биле запознаени, дека обврска била кога ќе се земе кредит и во тоа време, значи додека судовите ги работеле тие книги, од кога ќе се исплати кредитот, требало да се поднесе барање тогаш до судот за да се едноставно избриши таа интабулација и да не се води понатака. Катастарот она што го направи тогава во Крива Паланка, сите интабулациони книги 2200 кои што не беа избришани ги префрли во судовите. Денешниот ден покажа дека има граѓани кои што имаат документација дека си ги исплатиле кредитите, дека си ги вратиле кредитот, меѓутоа судот не ја водел ажурно евиденцијата, односно не ги избришал хипотеките. Тоа е едната варијанта која што ја видовме. Другата варијанта е дека граѓаните во нивните договори имаат членови во кои што кажуваат кога ќе се исплати кредитот, тогашното јавно претпријатие било должно да го извести судот за да се избришат интабулации, очито дека и таму имало затајување. Јас денеска стапив во контакти со генералниот директор што е сега веќе на Агенцијата за стамбен простор и се договоривме дека овие случаи мора потхитно да се реши. Агенцијата за катастар на недвижности во прилог на олеснување на овој процес низ кој минуваат голем број жители на земјава, вклучително и на Крива Паланка, спроведува дополнителна акција со која ќе воспостави координација со Агенцијата за стопанисување со стамбен простор, пошто ќе се изврши комплетен увид во финансиските картички и податоците за исплатените кредити на граѓаните, за кои се уште се водат хипотеки во нивните имотни листови.
можам да искористам ако може оваа прилика да ги повикам граѓаните, дел од нив веќе земавме податоци, меѓутоа и другите што живеат во Крива Паланка, до петок да се пријават да дојдат тука во Агенцијата за катастар недвижности, да ги остават своите податоци, ние по службена должност ќе се обратиме до јавното претпријатие, да ги провериме. Се зборам за граѓаните кои што ги исплатиле кредитите. Се разбира дека ова се работи за хипотека, за интабулација, оние кои што не исплатиле, Агенцијата за катастар нема да може да изврши бришење. Процедурата ќе биде едноставна, од која ќе ги остават податоците кај нас, ние ќе се обратиме до јавното претпријатие, јавното претпријатие ќе ги провери финансиските картици, дали граѓаните исплатиле, сите оние што исплатиле, од страна на јавното претпријатие ќе биде доставено барање до катастарот и катастарот по службена должност ќе ги избриши интабулациите, односно хипотеките. Оние кои што не платиле ќе треба да си го вратат својот кредит. Така допълнителен проблем предпоставам за кривопаланчани е тоа што подрачното одделение на Агенцијата за стопанисување со стамбени деловен простор е преселено во Куманово, па најблискиот можен град каде што ќе треба сето ова да го спроведат досега, доколку не беше оваа мерка која што рековте до петок ќе се спроведе, им предизвикуваше дополнителни трошоци покрај тие уплати кои што треба за да добијат потврда од агенцијата и слично. Во катастарот дали имаат евиденција за сите кои што го исплатиле кредитот? Тој некој триаголник или круг се уште не е затворен, но сепак оној кој што го должи или оној кој што го исплатил кредитот сепак треба да биде поажурен, претпоставувам. Да, апсолутно. Значи секој треба да се интересира за своите обврски и како што се оставала таа хипотека под, значи самата недвижност под хипотека, секој треба да се внимава и својот недвижен имот кој ќе си го врати кредитот да не биде оптоварен. Разликата е во тоа што тоа се го водило судовите од една страна, сега ги презема катастарот и катастарот таа евиденција ја покажа јавно и затоа се ги излегува овие работи. Генерално, значи, нашата цел е граѓаните се разбира дека е трошок да се поеде Куманово и да се врати назад. Затоа е овој повик, дека се до петок, граѓаните да ги остават своите податоци во катастарот. Катастарот по службена должност ќе се обрати до јавното претпријатие. Јавното претпријатие ќе си ги провери финансиските картици, ќе си провери дали граѓаните го вратиле својот кредит, за тие што го вратиле. Обврска на јавното претпријатие ќе биде да го извести катастарот и катастарот да ги избриши тие интабулации. Значи судот веќе не е во игра. Судот можеме ние имаме ситуации, тоа го напомнав претходно, имаме ситуација каде што на определен граѓанин, конкретно денеска што беше тука, му е изваден документ дека него му е избришана интабулацијата, меѓутоа во книгата ние што имаме земено гледаме дека не е избришана. Тоа имаме и такви случаи. Секако ние за тие случаи директно ќе се обратиме до судот тука во Крива Паланка, зашто мораме да ги речистуваме тие работи. Упатувам апел за таквите граѓани кои што имаат и такви документи каде што судот им издал документ дека хипотеката им избришана, а сега денеска им се води хипотека во катастар, исто така да се обратат до петок, за да можеме па до судот да се обратиме, да видиме зашто се овие разлики. Дали таа бројка која ја споменавте 2200 интабулации е голема по однос на жителите на Крива Паланка и докаде процесот на легализација на дивоградбите, исто така мислам дека беше голема бројката на дивоградби за кои што беа поднесени или барања за легализација. Бројката 2200 предмети за интабулации не е воопшто голема за граѓаните на Крива Паланка, сепак тоа е еден процес на финансирање за изградба во тоа време што се правило за станови денеска имаме во тој систем, но и денеска исто така имаме ситуација каде што граѓаните ќе се земат кредит за да купат стан, да изградат објект, да направат куќа и така натаму. Така да тоа не е некоја голема бројка и тоа е вообичаено работење на луѓето за како да се стимулира и стопанството и формирањето на бракот и семејството за домови и така натака. Самата легализација, второто прашање во однос на легализацијата на дивите градби, таа ја спроведува општината. Значи легализацијата на дивите градби не ја спроведува катастарот, туку тоа го спроведува општината. Катастарот е институцијата каде што од кога ќе се донесе решение за легализација на дивата градба. Значи решението за легализација заедно со елаборатот кој што треба да е направен приватна геодетска фирма се доставува до катастарот и истиот се запишува. Со оглед на тоа дека граѓаните кои во значително голем број дојдоа во подрачното одделение на катастарот да побараат совет за разрешување на своите проблеми, дел од нив кои прашуваа за интабулациите беа упатени на вистинската адреса, но голем дел од нив побараа објаснување и за проблеми по однос на имотните листови, легализација на дивоградби и слично. Овие проблеми се провлекуваат низ годините, па затоа не изостана и поплаки од страна на граѓаните, но токму затоа се ваквите отворени денови кога покрај секојдневното отворено залагање на вработените од катастарот, сега и дополнително имаат можност да се информираат. Јас сум овде 41 година државен чиновник. Овакви грешки што се сега направени во катастарот, не може да направат ни во 22 век. Имотни листови што поседувам,
дека не се клапат границите, тоа е све поместувано, а исто така и во селата тамо што ги имамо, и по тој авионските снимања, и што се некои парцели после се делени судски. Тој изопшто не се уклапа. А имате ли вие имотен лист? Како немам, како? Имамо сите те имотни листови. Исто и ние, делови имаме пуно на друго пишани, мои делови, туѓи делови кај мене. А поседувате ли имотен лист? Да, поседувам. Да, поседувам. Поседувам, али сигурно у целокупниот имот немам на долна рука 10 причиња мои, што ги нема упоследуван листа, а имам 5 туѓи. Имам извод од блиски план, сега тоа не го признава. Терат ме да вадим по ново лаборат. И прави лаборат еве 3 години, како јас не сум дошao да го легализира. А платени комунали на времето од 86 година. И сега чисто за тоа дојдам да прашам што ќе ме... Така се надевам дека ќе биде позитивно. Во 90-та година имаме наследен од татко ми имот по катастарско решение целокупниот имот. Со авионското снимање се приначуваат многу број на парцели и дел од нашиот имот ни се одзема. Наши парцели дадени на комши, комшијски пишеви на наши. Трпески ги упати граѓаните на Крива Паланка за сите тековни спорни проблеми по однос на катастарот за недвижности, навремено да интервенираат и да не ги оставаат за некое догледно време. Значи ние сме на последната алка во целиот систем, така да можам само еден искуствено гледајќи многу граѓани во минатото кога ќе стигне до определен документ за собственост не го носеле во катастар да го запишат. Јас сакам еден допотен апел како за легализацијата, така и за други документи граѓаните кои што имаат, ги чуваат дома, треба да ги донесат во катастар за да се запише имотот и да им се издаде имотен лист. Значи граѓанинот се стекнува со граѓаните се стекнуваат со право на собственост во моментот кога ќе добијат имотен лист, а не во моментот кога ќе добијат решенија, пресуда или некој друг документ. Инаку, дел од активностите на стручните тимови на Агенцијата за катастар на недвижности при посетите се насочени и кон поддршка на подрачните одделенија во спроведување на новите проекти на катастарот, каков што е проектот за дигитализација на катастарските планови. Со оглед на досегашното 5-годишно искуство, агенцијата ја согледа потребата од средби со граѓаните, па проектот отворено со катастарот продолжува да се имплементира и во текот на април се до средината на наредниот месец, докога тимовите ќе ги посетат Велес, Штип, Демирхисар, Кочани, Ресен, Виница, Гостивар, Тетово, Берово, Делчево, Гевгелија и Валандово.